Значи, денеска отпочнуваме со реализација на проектната активност насловена Поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. Ова проектна активност ја реализираме во партнерство со Одделот за развој на полицијата при мисијата на ОПСЕ, кој што, како и во претходниот период и овој период, продолжуваат да ги поддржуваат сите наши превентивни активности и се јавуваат генерално како главен фактор во делот на реализација на овие активности со нормално финансиска и материјална поддршка. Зашто искрено би сакале да им изразиме благодарност за досегашната соработка и поддршка на Одсекот за внатрешни работи при секторот за внатрешни работи во Струмица. Ова проектна активност е насочена на пешаците. Зошто на пешаците? Затоа што согласно нашите статистики кои што ги водиме и анализите, констатиравме дека пешаците се една од групата најнезаштитена категорија на учесници во сообраќајот, и токму поради тоа да решивме и се одлучивме да направиме проект, кој што проект посебно во овие временски услови ќе биде многу битен во делот на подигање на свеста кај пешаците, имајќи во предвид дека сончевите денови ќе бидат помалу бројни и дека ќе се јавуваат периоди на дождови, магли и така натаму, би сакале да апелираме до сите пешаци да бидат осветлени, да носат флуоресцентни одела, да бидат видливи во сообраќајот, да бидат внимателни пред се, да ги почитуваат сообраќајните знаци, правила и прописи, посебно светлосните сообраќајни знаци, семафорите и улиците да ги преминуваат на одбележени пешачки премини. Таму каде што немаме пешачки премини, нормално да водат грижа за сопствената безбедност, односно да бидат внимателни и предпазливи. Истовремено, оваа проектна активност е насочена и кон возачите, имајќи во предвид дека во поголемиот број случаеви сообраќајните незгоди се случуваат токму врз пешаците од негрижата на возачите и непочитувањето на сообраќајните правила и прописи, а исто така и од негрижата и невниманието и на пешаците. Што значи, овој пат на пешаците, на возачите, како учесници во сообраќајот, посебно во овие зони на пешачки премини, на раскрсници, ќе бидат контролирани од страна на полициски службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај, пошто на возачите ќе им бидат дадени приврзоци, на оние кои што се придржуваат согласно сообраќајните правила и прописи, односно оние кои што ги почитуваат семафорите, светлосните сообраќајни знаци и ги пропуштаат пешаците да преминат по пешачките премини или по коловозите таму каде што нема одбележено. Значи, ќе им бидат дадени приверзоци на кои што е аплициран сообраќајниот знак ограничена брзина од 30 км на час и нормално логото на полиција и на ОПСЕ. Додека на оние пешаци кои што ќе бидат внимателни и предпазливи, односно ќе се придржуваат согласно позитивните законски прописи, ќе ја преминуваат улицата на одбележени пешачки премини, ќе ја преминуваат улицата на почитувајќи ги семафорите, светлосните сообраќајни знаци, ќе им бидат денеска, значи со отпочнувањето на оваа акција, дадени чадори на кои што е аплициран слоганот "Со безбеден чекор во безбедна иднина" и нормално се аплицирани логата на ОПСЕ и логото на полиција. Со тоа сакаме да ја подигнеме генерално свеста и кај пешаците и кај возачите, се со една цел да ги намалиме последиците во сообраќајот, кои што нормално дека се забележителни, можеби не во некој значителен обем, меѓутоа сепак забележителни, и затоа се решивме денеска да ја отпочнеме оваа превентивна проектна активност со поддршка на Одделот за развој на полиција при мисијата на ОПСЕ, која што ќе се реализира во поголемите градови на подрачјето на сектор. Значи, денеска реализираме во Струмица, ќе го реализираме и во Гевгелија, Радовиш и Валандово. И очекуваме дека ќе имаме позитивни резултати и од пешаците и од страна на возачите.